Slušaj, Bamu. Мага. Драги мои пријатели и пријателки, светот не стивнува од возбуда коментари, шеги, сериозни анализи на она што се случи во Соединетите Американски држави на релито или митингот на Доналд Трамп во Пенсилванија, кога што беше застрелан од снајпер. Застрелан, условно кажано, беше флеш вунд, подкачен од куршум, но во момент овој што го карикирам ја, нели, Доналд Трамп со неговиот танц, онака ќе излеже. И он во суштина држеше говор у тој момент кога веќе беше овдека cross-eye, тоа е така наречен нишанот, и кога пукна, му треба пак тоа некоја милисекунда, од тој момент ја врти главата, немаше ни звук, и го погодува во уво, он се фаќа, клекнува доле и тука започнуваат сите теории на заговор. Теориите на заговор идат во две крајности. Една крајност е дека нема теорија на заговор, другата теорија на заговор која вика: ало, дечки, што се дешава? Она што мене ме дојми, значи не наблегувајќи во ниедна теорија како лично ја да се определам, но она што го испрецепирав сакам да го споделам со вас. Прво, преплашеноста на дел од Secret Service, SS, тајната служба задолжена за чување на председателските кандидати, било кој да се, тоа е државна служба на Соединетите Американски држави, и незините членови, кога ќе бидат доделени да штитат некого, треба да го штитат со своите тела и со своите животи, како знаат и умеат. Она што го видов од реакцијата, body language-от, фацијалните изрази и така натаму, укажуваше, и тие видеа кои ќе си ги видите и самите, не морам ја повторно да ви ги пуштам, ќе видите и самите дека укажуваа на страв, на паника, а сето тоа го брише она дека било договорено, дека било знаење или така натаму. Сега нормално ќе се иде одма со контратеза, дека тие што биле на терен околу Доналд Трамп и не знаеле дека се спрема ваков заговор, дека овој заговор не е од тајната служба, туку е од FBI, значи друга служба, и дека едноставно биле спремни да жртвуваат и луѓе, бидејќи еден погине и двајца се ранети од публиката. Втората теза е дека не бил еден пукач, и тоа е дека имало уште еден снајпериста кој исто така пукал. Тука е многу интересна теза, затоа што мислам дека е повеќе инерција која приказната ја спојува со Џон Фицџералд Кенеди. Бидејќи за Кенеди теориите, ако и го гледавте, тоа е култен филм со Кевин Костнер, JFK, треба да го изгледате, објаснува дека во неговото тело не е еден куршум, и туку два куршума, и куршум кој идел шарал, што покажува дека е еден, па уште еден и така натаму од разни агли, и дека имало двајца пукачи врз Џон Кенеди. Па дури се идеше дека, нели, у моментот пред да пукаат, еден член од тајната служба добива наредба: тргни се од колата, и он се трга од колата и вика: "Вај, што е сега работава, знаеш? Зошто ме тргаш од колата?" И тука се тераат теориите на заговор. Теориите на заговор сега треба да кажат дека ова намештајка, но од кого? Дали Доналд Трамп имал сила, моќ, политичка или било каква, да влијае врз тајната служба или врз FBI да се организира атентат против него? Или дали воопшто можеле демократите да организираат таков атентат? И трета страна, трета теза, дали вакви служби кои ангажираат вакви професионалци можат и да промашат ако имале втор шутер? Бидејќи детево на вистина кој пострада и кој неверојатно попило куршум во чело, попива од две причини. Една е
инстинктивната и нормална реакција на тајните служби кога се припукало, иако и натаму ќе се испитува зошто толку време, иако публиката викаше, абе имате човек на кров, никој не реагира. Значи, на нашиве джандари да им викнеш, ало бе, види таму, па ќе се изреагираш, а камоли во тајни служби на вакви митинзи со висок ризик, каде што нели од највисок приоритет политичари држат говор, што значи максимална заштита треба да има. И Доналд Трамп требаше да има исто така заштита, таква каква што има и председателот на Америка. Тој е председателски кандидат и тие се исти ниво. И сега замислете, игра во игра кој ќе биде обвинет. Нормално демократите беа прилично збунети, но сега почнуваат да го одврзуваат така наречениот наратив со кој они ќе се амнестираат и вината ќе се префрла дека ова Доналд Трамп сам си го направил. Ајде да го разгледаме тоа, дали на Доналд Трамп му требало вакво нешто. Пред атентатот или обидот за атентат врз Доналд Трамп, каков беше рейтингот? Имено, знаете дека имаше така наречено председателско соочување, дебата каде што Доналд Трамп и Џо Бајден се сретна и дебатира на CNN. И многу интересно што и CNN, која е вулгарно антитрамповски и про-Бајден, про-демократски, го пуштија низ вода својот кандидат. Едноставно не ги спречија снимките на неговата изгубеност, на неговата дезориентираност и неспособност да реплицира на ниво на еден председател во председателска кампања, да му реплицира на Доналд Трамп. Интересни работи се ова. Тогаш рейтингот на Доналд Трамп пред и потоа се покачи и сосема беше доволен тој рейтинг да не мрдне, да не писне, да отиде у Лагадин, да одмара до декември, он ќе го имаше тој рейтинг, затоа што не толку што Доналд Трамп е добар во моментот, колку што овие Џо Бајден е лош. Лош е во смисла на неговата сериозна здравствена состојба, која морам да кажам дека го жалам човекот. Не го сожалувам, туку го жалам како стар човек, кој навистина му е потребна медицинска грижа и нега, а не да буде пуштан на места кај што ја мислам дека човекот пола време, тој е мој впечаток, дека и појма нема дека е председател на Соединетите Американски држави. Кога има, не знам дали неговиот ментален склоп, дали фронталниот кортекс му процесира јасно што е тоа, што си ти, кај си ти, што правиш. Сериозна е ситуацијата со неговата здравствена состојба. И сега што се случува во овој момент, треба да заклучиме дали Доналд Трамп му одговара ваков скандал. За да му одговара ваков скандал, ова треба да беше, бидејќи го видовме куршумот, го видовме жртвата, го видовме снајперот, имаме еден мртов и двајца ранети, раната е прегледана во болница на Доналд Трамп и е утврдено дека е од куршум, тука не може да се фалсираат такви работи, но кажете ми, има ли пара за која вие ќе зборите, некој ќе ви има снајпер на чело, булса и вие у даден момент ќе свртите глава и да ви го цивне угото? Не е ова циркус од 20 метри со гаѓање со ножеви, кога ќе застане некоја девојка вака, па меѓу прсти или што ти ја знам. Втора работа дека не е до Трамп, ми е неговиот говор на тело кога се појави наредниот ден на конвенцијата на Републиканската партија, кога Венс беше прогласен за негов, да речам, соборец во председателската кампања, да биде подпредседател на во Белата куќа заедно со Доналд Трамп, он да биде подпредседател, прекрасна личност, изворедна личност, но Доналд Трамп беше прилично дамлосен. Он е мага, он е мадафака и он е опасен тип, многу е јак, тврд е, емоционално е стабилен, но имав чувство дека е
на сериозни инекции за смирување, затоа што адреналино, колку и да и он, знаеш, она легендарна фотографија кога крена тупаницата и рече fight. Луѓе, тоа не е мала работа. А било местенка, изволте намести го да те видам. Повелете, наместете таква ситуација. Ве молам, најдете си двајца, вајши, снайперисти, снайпер, некој 21 годишен да те пука и да ти го цивне увото и ти да викаш fight. Но немаат избор, мораат да измислуваат затоа што драматична е ситуацијата за демократите. А демократите што ги очекува? Ги очекува нешто страшно. Ги очекува он и ќе им се случи она што му се случи на СДСМ. Се сеќавате ли до пред изборите колку СДСМ беше арогантен? Колку нивниот премиер кој беше тотална лујка, делеја, out of space and time, мислам, врска немаше со животот, трескање глупости. Тоа беше катастрофа. Но ароганцијата беше огромна. Победуеме. Кога дојдо изборите, леле газење. Види, секоја чест на ВМРО ДПМН. Тука нема збор. Да не беше ВМРО ДПМН какво што е, немаше така да победи. Но има и друг момент. Да не беше така лош СДСМ, не знам дали вака ќе изгубеше. Не викам дека ВМРО ќе победеше, повеќе или помалку. Но вакво ги изненади сите, па дури и ВМРО ДПМН. Толку беше лош СДСМ. Зошто? Зошто вакво газање? Затоа што неговите не гласа. Истото сега се случува кај демократите. Ако до вчера една Джулија Робертс и Џорџ Клуни, значи кога велам до вчера, до пред некој месец, значи веднаш после дебатата со Трамп, излезе Џорџ Клуни, се сликаше со него заедно со Обама, му дадоа поддршка, Обама рече секој може да има лош ден, значи го поддржуваме Џо Бајден, викаме не идам ја, ако теја снимки вака така било ово она, беше катастрофа, мизерија, да плаче човече, поедеме туџи срам, она гледаш, викаш дајте бе, тргнете го човекот, спасете го. Сега отворено искачаат и викаат Џо Бајден да се повлече. Опа! Што е работава? Па Џорџ Клуни каже. А Џорџ Клуни ти е актер. Актер, ретко кој актер влегува у политика, освен греотана од Роберт Де Ниро, кој повеќе влезе не од лукративни потреби, од некоја лична омраза која има и антагонизам спрема Доналд Трамп и ништо друго. И се девалвираше себе си. Ја стварно не можам ни да го гледам, освен во Џокер, кај што Џокер, Жоакин Феникс му свирнуе куршум у чело на ток-шоуто. Задоволителна сцена. Но, нели, тоа е филмска сцена, не далеко од тоа да ми ги фаќаат сега зборовите. Ма нека ми ги фаќаат колку сакаат. Премногу сум диносаурус за да можат на ефтини финти повторно да ме фатат. Сакам да кажам дека и таму си игра на игранка. Каква беше игранката со СДСМ? Значи, самите СДСМовци се спротиставија на собствената партија, не излегоа на гласање, многу од нив не и дадоа поддршка, или дадоа поддршка на знам, или дадоа поддршка на трета партија, или неважечки ливчиња, или не излегоа на гласање. Зошто? Затоа што и таму има една борба, и ако гледате сега малку, поаналитички, таму гледате дека тоа на превладување помеѓу јужната, нели, она крило пиперкарското, како го викаат, и скопската страна во СДСМ, во овој момент од скопската страна, се она што беше некако близок кадар на Бранко Црвенковски од, да речам, нели, скопскиот северниот дел на Македонија, СДСМ, све е тоа збришано. Тука е и Ната Мутаче, тука е Филипче. Човече, таков човек да ставиш за лидер, тоа е, не знам, тој има сериозни проблеми. Ја не знам, ако ги погледнете само неговите пораки, праќања, што си ги правил со разноразни дами на Фейсбук, ќе си речете, вау, мене да ми најдете, кој немам никаква јавна функција, државна функција, ќе сериозен хейт ќе ми удрите. Но СДСМ си одбра што си одбра, затоа што лукративниот момент на една голема партија е најбитната работа. Каква политика? Никош не им била битна политика.
Алекс Сорос доаѓа и вика колку пари ви треба, ова треба да се спроведе, ова треба да се спроведе и они ќе го спроведуваат, биле на власт или не биле на власт. Нивните NGO си функционираат, плюкање, извртување, лажење, фолирање, местенки и така натаму и тоа ќе мора со тоа да се занимават затоа што на крајот на криштата ја гледам дека за тоа и се платени, не се платени да ги штитат македонските интереси, македонската цивилизација, македонската култура. И они само ќе трубат, не ги примивте бугарите, ете не влегуваме во Европска унија, ние све направивме да влеземе во Европска унија. Дрн јариња. А ако го видите па сега Мицкоски кој искача без комплекси, достоинствено, века драго ми е, јас како председател на Република Македонија председател на Македонија се сретнав со председателот на Унгарија, значи многу нивелирачко и ги гледам хистерија по Твитер, грциве, Јорго, а ти не жена, шестра, охи Македонија, тоа Шеверно Скопје, Чиганија, бе, нонсенсе. Повторно истата грешка ја прават, го потценуваат Мицкоски, го потценуваат раководството на ВМРО-ДПМН. Но ќе се вратам на тоа. Само да ја завршам. Значи, теоријата на заговор е на многу нивоа, одржлива, но исто толку е и неодржлива. И со тоа ќе се занимава народ, додека во меѓувреме нова групација, бидејќи Бајден во овој момент е болен од ковид. Он се повлече. Најверојатно ќе излезе сега некое соопштение лекарско дека неговата здравствена состојба е дрн и Камила Харис ќе улета у игра. Ќе биде поинтересно ако улета Обама или Хилари Клинтон. Они се малце повеличари за да можат да му парираат на Трамп и да направат harm reduction од целава белја што им се случи со уткиве на Бајден. Затоа ја навивам Бајден да си остане во трка поштено до крај, за да може комотно, мирно и спокојно. Но и кого да донесат, Доналд Трамп е следниот председател на Соединетите Американски држави. Освен ако не се случи војна. Ако се прогласи војна состојба во Америка, тогаш нема избори. Во два случаи. Интернационална широк воен конфликт, како Иран, како Украина, како користење тактичка нуклеарна бомба да се употреби некоја локално инвазија на Тајван или исценирување инвазија на Тајван, бомбардирање на Иран. Тоа би им одговарало прилично на демократите, но тоа е многу веќе тешко изводливо од денешко електронско време, каде што медиумите се така рашамарени, затоа што постои X, затоа што е тука Елон Маск и затоа што вистината малку полесно излегува на виделина во теориите на заговор денеска. Така што многу игри се во прашање и тоа ќе им одговара на демократите на таква радикална ситуација да нема избори и да се продолжи нивното владење додека си ги средат редовите или напротив да го тргнат Бајден, да истуркаат што ќе истуркаат колку толку и нормално потоа кога ќе изгубат, нели глувците го напуштаат бродот и тие луѓе кои сакаат да си ја преземат раководењето со Демократската партија од нивни бизнис, воени бизниси причини да го продолжат истото затоа што нив им одговара. Еве, мадам Лајнен повторно е председател на Европската унија, што е од една страна трагедија за Европската унија, од друга страна, знаете како викаат, секој народ си добива власт каква што си заслужува. Фала Богу, ние што да заслуживме ваква власт. Конечно заслуживме. Мислам дека толку многу пострадавме што заслуживме. Да завршам. Доналд Трамп ќе биде председател. Помалку важно ќе ви биде, иако нека ви биде повеќе за забава, дали било местенка, не било местенка, дали бил овој соло или FBI го местел, сосема поинако. Мене ми е многу побитно дека веднаш кога ќе дојде Доналд Трамп да се види Епштејновата листа. Епштејн е човекот кој имаше најголемата мрежа за педофилија, каде што на неговиот супер ултра луксузен остров носеше врвни клиенти, имиња од бизнис и од естрада и све кои се задоволуваа во разноразни оргии со малолетни девојчиња
таму, кои беа силно издрогирани и така натаму, врбувани, платени, подплатени, преплатени, за да ги задоволуваат сите овие. Видовме некои имиња, дури и смешно, како еден Стивен Хокинг, но таа листа никогаш не ја видовме во целост, он се самоуби, умрел од природна смрт со куршуму, со 3 куршуму потилјак во затвор. Карикирам нормално, но тој список не излезе. Наводно на тој список се многу видни политичари од демократите. И сега да се вратам уште и на нашиве. Ако дојде Доналд Трамп, тоа ќе значи крај на војната во Украина. Пол Лајнен едноставно не ќе може, она да ја сака таа војна и ќе ја финансира колку што може и колку што треба, но Америка нема. А штом Америка не, тогаш тешко. Тоа ќе значи смирување на страстите во Украина, мировни преговори, конечно завладување некаков мир и прекин на непријателствата и почнување некаков нов процес, да се смират страстите со Иран на Блискиот исток и да се опуштат тензиите околу Тајван, наративот на новите власти на Тајван, кои инструментализирани од американците се потешко и се понационалистички настроени, просто ја предизвикуваат Кина, која тврди, како и за Хонг-Конг, дека тоа е кинеска територија, но со доволно демократија и толеранција да си имаат свој партиски демократски систем, затоа што веќе е нонсенс, они имаат повеќе партиски систем, тајванците, во Кина е еднопартиски, но гледаме дека имаат пазарно стопанство и каков абнормален, невиден во историјата на човештвото прогрес на сеопшто добро. Паметна комунистичка партија, уствари, паметна партија, која ги презеде постулатите од златното доба на Америка. Она што се случи во Кина е истото она што се случи во крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век во Соединетите Американски држави, кога се изградени најголемите згради, најголемите градови, најголемите улици, кога е најголемиот капитал се создава без преседан во историјата на човештвото. Зошто? Либертаријанскиот пристап на слободен пазар. Таква релаксирана ситуација е уште подобра за нас, затоа што Македонија се зајми, но Македонија секогаш се зајмувала, поготово со претходниве на власт. Но тие зајмени пари не ги гледавме да се трошат никаде и во ништо. И ми е веќе дегутантно да ги набројуваме што се започна од автопатишта до фабрики за електрични автомобили, до лажни ветувања за Google и Microsoft, што све не излажаа дека ќе прават и на крај мртви ладни рекоа 1300 километри автопатишта сме направили. 1300 метри немате направено сметено со метли од комуналец, а камоли да имате асфалтирано. Нонсенс. И мртви ладни не лажа, ве лажеа и многу ми накупува, но им пукна филмот на сите, па и на нивните. ВМРО само треба, по мене, само треба да ги доврши работите што ги започна пред да изгубат власта 2017. Да довршат автопатишта, да довршат инвестицијските циклуси кои беа запрени, но глеги, они за првите неколку недели, мислам, една инвестиција неделно они објавуваат. Човече, тоа се сериозни во енергетски систем, што е разбирливо, Мицковски му е, нели, ако му е нешто блиско, тоа му е енергетиката. И знае добро што значи енергетиката за развој на една држава. Џабе ние да имаме инвестиции кога немаме струја, мораме струја да купуваме. Обновливи извори на енергија ни требаат и така натаму и така натаму. Ми се допаѓа и неговото држење, особено на неговите меѓународни настапи, кај што не продава национализам, кај што сите документи ги подпишува со ново компонованото уставно име Северна Македонија, но кога збори, како што и онака напишано и запишано и докажано, е Република Македонија. Македонија. Јас сум македонец, од Македонија, се сретнав со премиерот на Унгарија, од Унгарија, и хистерија кај грците.
но истеријата на грците е заради нивните проблеми да си ги прикријат, нешто ќе смени, бидејќи официјално договорот не е раскинат. Ние сме Северна Македонија, документите ни се Северна Македонија. Зошто не сум го употребувал ја лично дома? Ма thank you and fuck you. Немој да ми кажеш како ја ќе се нарекувам. Ако сакам носор ќе се нарекувам, тоа е мој проблем. Не можеш да ми наметнеш ти што се нарекувам. Можеш да и таков е преспанскиот договор кој ти наметнува и ти дозволува, нели, во сите документи да е северна, но ти лично во разговор можеш да си употребуваш какво сакаш име. А ја не сум северно-македонец, јас сум македонец. Тоа што живеам во држава која насилно е наречена северно и е додадено заради удоволување на некакви националистичка, пази се борат против национализмот во Македонија, ама затоа го ранат национализмот во Албанија, на Косово, кај нас кај албанците и во Грција. Па и во Бугарија. Сите национализми им се окей, ама македонскиот, и тоа не е ни национализам, туку патриотизам, тоа не чинело, тоа било антиевропски. Доста бе. Абе, изгубивте. Леле, како би направил сега уштедни избори. Стварно? Така председателката рекла Македонија, турила знаменце, не турила знаменце, рекла Македонија, не рекла Северна, овој му чинел, оној не му чинел, се па и патриотиве мерате, како рекол. Абе, иди избриши мрсулите, гледај на сметка дали ти се стигнати пари, гледај да не ти е банкротирана фирмата, види робата дали ти влегува, види дали бизнисот можеш да го развиеш, види какви ти се каматните стапки, види, уште тераме инфлација 3,5%. Кај сте бе, ало, дечки, на што инфлација? Сегде, лето е, доаѓаат странци и нашиве се враќаат, има огромен прилив на пари. Ние сме во дефицит, зошто? Лоша инфраструктура, лошо работење и сега тоа срозување. Па гледате колку се намачија да го донесат буџетот. Мораат да поземуваат пари за да остане функционална државата, за да Лукаревска излезе и вика лажат, не се способни, буџетот е во изворедна кондиција. Така? Ајде на избори. Ајде предвремени и председателски, парламентарни да видиме, и локални. Еден човек не ќе имаат ни у парламент, нити градоначалник. Затоа што и нивните гледаат разлика за пар месеци од како ги изгубија изборите, од како е ВМРО, каква е ситуацијата во Македонија и кон што иде. Народот го осеќа тоа инстинктивно. Ние сме шупкари, малце. Знаеш, ние не сме масовни. Овдека Македонија и историјата не ја правил македонскиот народ, поединци. Херои поединци. Дали тоа бил Карпош, дали тоа бил Александар Македонски, дали тоа бил Питогули, дали бил Гоце Делчев, дали тоа бил Ченто, дали тоа бил Апостолски. Значи, поединци се. Не сме ние како Виетнам, цел народ се крени и ќе гине. Или како французите, цел народ на... Не. Нас сме поединци. Мене ми е драго што имам еден поединец кој има достоинство, кој е решен да не прави керефеки и будала од себе, пред меѓународна и пред сопствена јавност му е исто важно, и кој знае дека за опстанок не само на државата, пазете, ВМРО, ДПМН, Мицковски, немаат избор освен добро да работат. Затоа и прошлиот пат реков, осудени се на успех. Ме разбирате ли? Затоа што нивниот неуспех е крај на Македонија. Овие напуштија власта таман на работ на пропаста. И точно си направија, како што гледате дека во железници платите и пошти биле поделени првите 6 месеци сите пари. Кај се за следните 6 месеци? Кај се тие средства? Ама ние добро работевме. Како бе добро се работеле? Александар Николовски, министерот за транспорт и врски, 3 документирани случаи на еклатантен криминал достави до МВР во неговото ресорно министерство. Зошто тоа уште не е до јавното обвинителство, зошто тоа не се процесира? И браво за Александар, затоа што е единствениот што до сега постапи така, а тоа е со храбро и со кохоњес, да ги изнесе криминалите од министерството. Да нема калкулации, слушај, јас знам 4 години, ќе ме остават што да правам,
да не ги рачкам овие кои ќе се вратат, да не ме рачкаат мене. Не. Мора да се пресече тој Гордиев јазол на криминалот. Осудени сте на успех и мора да успеете и мора добро да работите. Иначе, не знам, народов нема да ви го цивне увото како на Трамп. Така што, јас сум спокоен и јас имам добро чувство. Јас сум голем финансиски цвикатор. Ја не знам да раководам со пари. И затоа сум многу штедлив, многу слабо трошам и многу ми е страв да земам кредит. Еве ќе ви кажам. Ја после 20 години сум спремен да земам сериозен кредит, да инвестирам во куќа, во нов автомобил и така натаму и така натаму. До пред некој месец, иако ВМРО победи, се мислев да се пензионирам и повлечам, ама атмосферава е се подобра. Ако победи и Трамп, и куќа под хипотека ќе ставам. Зошто? Затоа што чувствувам ќе има, верувам дека ќе има добра, поволна бизнис клима за нов инвестициски циклус, кој ја микро, семено, можам нешто, ќе се надевам на некаква од Бога благодет, инспирација, за нешто да направам, да вложам во нешто, во себе, во бизнис или во синовите, во ќерката, во што год да е. Но кога си има една убава атмосфера и се, знаете каква атмосфера мириса дека доаѓа, како во времето на Анте Марковиќ. А за неа друг пат. Затоа слушај вамо.